Ова е уште едно издание на емисијата Во гаража. Во денешната емисија ќе ви прикажеме старо возило, тоа значи олтаймер. Здраво живо, значи ова е Александар Гагачев, Здраво. основач и председател на Сдруженијето на олтаймери. Значи во денешната емисија ќе посветиме на ова здружение, од причина што е едно од поретките во Битола и јас знам како механичар како работат новие возила, значи работно мако трпно работо, од причина од делови немање, значи материјално, временски губењи, така натаму. Значи сакам само да го прашам сега Александар, како дојде во значи на идеја да направите едно вакво здружение, значи добро, пред се. Значи ги имаме тоа гледано на телевизија, само во моментот јас, знаеш како го речиш, олтаймери, малце буквално, знаеш како ние сме скептици и како можеме да дојдеме до такво возило или такво основање, ама вие сепак ќе ни опишите еден краток опис за ова здружение. Значи, клубот Retroflix е основан во 2012 година. Основан е од повеќе влюбеници во старите возила, олтаймери, како потреба на едно исто место да се берите. Потреба од дружење, од Имавте комуникација. претходно јавување измеѓу себе или така дружење? Точно така. Имавме точно така дружби и јавувања и комуникации во област на од потреба за делови, за начин на реставрација, така, има за било, да. Голем број тоа потреби и помош. Едноставно дојде сам по себе како начин кој ќе ги на едно место ќе бидат повеќе. Ќе ве зближи и ќе ве здружи. Значи мора да има едно така да речеме едно како седиште. Значи вие све председаве најавен, тој е Александар Гагачев и председател на ова друштво. А околу името нешто да ми објасниш како кој беше и иницијатива, значи како Да, Retroflix беше идеја моја и на уште два-тројца основачи што сме на клубот. Така малку интересно име. Да. Означува во слободен превод влюбеници во старото, во ретро, во лудо време. баш така. Да. Така е. Имаме организирано повеќе изложби во Битола. Така, ви имам посетено. Да, 6 изложби досега имаме организирано на класични возила, посетуваме изложби на класични возила низ Републиката, секаде кај што се одржуваат. И контактираме со многу клубови, како од Македонија, така и од околните држави. Имаме од Бугарија, Грција, Србија, Австралија. Од прилика имате нешто членски карти направено, да се зачлени, има некое, да речеме... Постои членарина, која е, да речем, символична. Членарината во клубот изнесува 600 денари годишно, на годишно ниво. Ето, со тоа членовите добиваат мајца, самолеплива налепница со логото на клубот и членска картичка. Исто така имаат на неколку места, значи автомеханичарски сервиси, попуст од зависно од 10 до 20% на работна рака, што треба да во однос на олтаймерите, значи на така соодветните возила што ги поседуваат. Од прилика некоја бројка имаме 20 членови, 25 членови. Така, значи сите тие се со вакви возила, сите поседуваат, да, постари се сите возила од 35 години. Браво. Што ги имаат во, да речам, солидна состојба како за прав олтаймер. Така. Одиме сега да му прикажеме на гледачите, значи околу возилото, да го разгледаме вака околу и да му опишеме, значи кој модел, која година, идеја, како се основа сите тие работи, а после јас, значи затоа се викава Во гаража емисијата и неколку совети што можеме да дадеме и може да најдам некој дефект, нема да ми се лути сега. И ќе го санираме. Тоа е супер, да. Моделот е Opel. Се работи Opel Rekord B модел. Така. Производство 1965 до 66 година, релативно редок модел.
само 9 месеци бил во производство. Ова е модел седан со 2 врати, пошто постои и лимузина со 4 врати и постои купе со 2 врати, меѓутоа е малку поразличен од овај модел. Значи ова е седан со 2 врати. Последува мотор од 1900 кубни сантиметри. Така, конјажа, киловати? 90 коња е. Значи тоа е фабричко? Фабричко е, да. Доста 90 доста, коња. значи силно возило било за тоа време. За во тоа време било силно возило. Со мењач 4 брзини. Моментално оваа кола конкретно има мењач со 5 брзини. Добро, модификацијата сега нешто Модификација има, да. Тоа накнадно, значи сега мене ме занима од прилика, значи фабричното издание на возилото. Така, била со Значи стандарден точна 4. година на ова возило? 1965 година е Значи произведено. 65-та година, рачунајте гледачи, и гледај во каква значи во какво стање е возилото. Интересно за оваа кола, ова е првиот мотор, така наречен CIH мотор, кој се произведува до 93 година, истиот блок, истиот начин Значи на до 93-та се употребува овој мотор. Овој мотор, ова е блок. Добро, сега модификации на деклата со Добро, декла, injection, обрезгување, ланди, сонди, така, тоа е да. окей, ама како блок постоечки... Блокот последно бил во Омега А 2.4 и во Фронтера. Мислам дека имаше, да. Така, има и Фронтера, Така. точно така, 2.4, да. Околу возилото, значи сега некој, така да речеме, сега ќе те прашам како идеја, како го најде, како ти се отвори таа желба, љубов да го државаш, дека сакам да кажам на гледачите, значи ова возило, за да го одржуваш и да го дојтераш до ова ситуација, треба време, пари и љубов пред се. Точно така. Доколку немаш љубов со ваква работа, јас велам некој да не се Не пушта се во запаќа таква воопшто, авантура. да. Причина многу луѓе познавам што почнале, а не завршиле. Значи неќам тие да ги демотивирам. Се знае, денешната ситуација е, се вика пари. Нештото што Точно така. мора да почнеш од тоа цел, па одиш натам. Како прв собственик имаш некои извори, кај било продадено ова возило, како го набаве? Го имаме од првиот собственик, сега не е тој првиот собственик, во 68 година возилото е увезено во Ресен. Го последувал учител во Ресен. Така, значи сигурно тој го набавил од Германија. Веројатно да е набавено претежно од овие возила, Германија. значи производителот е во Германија и претежно сигурно го имат, значи набавено од Германија. Точно, да. После тоа имаше двајца собственици во Битола. Значи, после тоа имаше двајца собственици во Битола, кои лично ги познавам. Веќе од вториот собственик го набавив јас, кој ми беше добар пријател и сосема случајно во текот на разговор ми кажа дека има оваа кола. И во моментот кога отидов да ја видам, веќе се договоривме дека ќе му ја Купиш. А претходно си имал некој така желба или олтајмерче да очуваш или да го негуваш? Од секоја сакав да имам некоја ваква кола. И баш во тој момент ова се случува негде 2003-2004 година. Тогаш се роди желба за остварување на една ваква работа, еден ваков проект, сериозен да се зафати. Значи, комплетна реставрација. Се со цел да имаш некоја уникатна и посебна кола што ќе ти исполнува, ќе те Да те мотивира за да можеш да работиш на незе и да... Баш така. И ќе бидиш малку поинаков од конвенционално возило од типот на, не знам, Golf било кој бренд, така. Или било кој потрошувачки бренд, да речем, што идат и стилат. Јас сега ќе те замолам, ако можеш, Александар, да ми отвориш хаубата и да му прикажеме на гледачите како би изгледал. Значи сега може камерата да ни долови, значи во каква ситуација е возилото, значи каква линија имало, рачунај 65-та година, јас не сум бил ни роден. Значи, ова возило е реставрирано во 2005 година. Од тогаш поминале веќе 12 години.
Така, 12 години ова 12 години, од кои 10 години ми беше возило за секојдневно возење. Друга кола нема. значи повеќе го имаше користено претходно. Користено е максимално, да. Последните Браво. 2 години се штеди малку, ама не, мислам на колата, ама не толку многу. Не се користи толку многу. 10 години се користеше како секојдневно возило, значи збораме одмори, патувања било каде, многу има комоција, многу е голем багажник има. Благодарение на Плинмонт има и плински систем кој Така, да биде поеколошко, јас велам, и поекономично еколошко и економично. Така. Опелите, иначе на гледачите сакам да му објаснам дека опелите многу го прифаќаат плинот, од причина што повеќе врсти на возила има, елементите што се направени внатре, склопот на усис и издув со вентили се многу погодни за плин. Значи, особено можам да пофалам Опелот, едно од поприфатливите возила на плин. Сега сакам да разгледам околу возилото, јас го имам видено, ама вака сега техничко одржување, сакам да му кажам на гледачите дека секое возило се сака многу одржување и негување, јас така велам, на овие возила, од причина што немаме нови делови одма да земиме од рафт и да го наместиме и да возиме. Значи, тоа е една од поентите што јас велам олтајмер кога ќе видиме, сакам да кажам на гледачите да поздравуваат, а не во сообраќај кој ќе видиме или поспоро се движат, да викаме и ред други работи. Оти поспоро се движи. Значи, ова е кола за уживање. Пред се, значи кога ќе влезиш натре, филингот на возење е многу поинаков и поразличен од овие денешниве возила. Што значи денешно возило? Денешното возило секој е со серво управувач, кочница, можеме да прикажеме одма сега дека ова нема серво кочење, сега со камерата ќе уловиме, тоа е овој дел. Кочницата е механичка. Значи не знам сега која година, значи и оваа година од возила имам сретнувано на некои. Постојат. Постоел модел со кој одалатна серво, опрема, да. сервото го леснува кочењето на педалото на притискање, папучата, на папучата. Исто така и воланот е механички, нема серво, го доловува на вртење, Доживување во кочење возење. и треба повеќе внимавање, особено од поновите типови на коли, што е нормално. Значи сега кога ќе притискаме на педалото на кочење, да речиме, притискаш и многу потврдо е, не е толку со реагирање како кај новите возила. Тоа сакав само да прикажам, некои елементи ги нема ова возило, за разлика од поновите возила. И сакам посебно да не завртиш едно кругче, Нема исто е проблем. со камерманот, ти тој ќе ужива, Нема проблем. има едно од приносите што Доживување. на ова Да. емисија. Околу одржување, значи јас гледам дека ги има доста педантен си, значи чисто возилото одржано. Да, Од прилика кое третирање треба ова возило да приме, да речеме, постојано водиш грижа, да не протечи масло, стандардно точно така. отколу глицерин. Стандардни проверки цело време се прават, значи на масло на како на секоја постара кола, што не значи дека треба да е баш толку стара. Да, Да. јас сум и затоа и оваа емисија ја снимам, значи треба претежно повеќе да обрнеме внимание на Повеќе, точно возилата. така. Да. Сепак возиме наши фамилии внатре, Точно околу така, мора кочница, да е- околу волан страна, што е нормално. Извини што ти упаѓам. Нема проблем, значи течностите нормално се проверуваат почесто од секојдневна кола што ја возиме, поради тоа што повеќе време стои, повеќе време не се употребува, може да Така, претежно и нова кола, ако ја употребуваш па ја застаниш во мирување, Си има може некој да знај да свој- изгуби антифриз. точно, да. Заради тоа проверки нон-стоп се прават. Кочилна течност мора да има секогаш да е полна. Маслото, механичка туражата, проверка интересни на работи масло, се, точно така, да, механичка туража, стандардни елементи. со полуги стандардни елементи од тоа време, како Да. што Ама се јас, произведувале значи, колите. како да ти кажам, овие работи сега кога ќе ги видам и луѓето како почнале во автомобилската индустрија, јас се восхитувам како му иделе идеи. Значи,
технолошки развој, значи почнале со полуги, со саили, со механичка кочница и сега ќе почнеме со некои прашања, значи гледачите ќе слушат. Ќе направам сега еден опит, а во меѓувреме нешто друго ќе те прашам на ова возило. Значи гледаме сега акумулаторот, не е како замерка за одржување. Еве гледачите ќе видат. Оксидирана клема има. Оксидирана клема е сега. Јас ќе направам еден опит тука што ќе видат гледачите како е тековно одржување. Ќе земаме едно сокче, секојдневно што ги пијаме дома и ќе го потурам внимателно над него, над клемата. И можеме да видиме каква реакција одма прави и на другата клема. Во овој сок содржи големо количество на сода. А таа сода, кога ќе заврија, кога ќе дојде до контакт до сулфурната оксидација таму, значи оксидација од сулфурна киселина и алумин, иде до чистење. Значи да не се мачиме да трзаме со четки челични да штрафуваме, со сокче потурваме, причекваме 5-10 минути, 5 минути е доволно и полеваме со топла вода. Едно прашање сакав сега до ова возило да ве прашам. Овде гледам класичен алтернатор. Претходно што имало ова возило? Динамо? Динамо имало, да. Како подобрување се монтира алтернатор. Така, да. Чисто заради Побрзо полнење и да ги полнење, немаш тие подобро. проблеми да ги заменваш. А било на 6 волти или на 12? на 12 волти. Ова е првиот модел на 12 волти и првиот модел со диск кошници што е произведен од Opel сериски. Претходно биле 6 волти, да, и довоч кошници. Имал напред А моделот пред овој. Сега гледачите, сакам да му објаснам, Динамо произведува струја на инаков начин, ова е на инаков начин, значи краток опис, тие што се разбират од околу електрика страна и производство на струја, ова алтернатор. Алтернаторот произведува наизменична струја, оди во диоди плюс-минус и ја претвора во еднонасочна струјата, па после тоа реглеро дополнува внатре со колекторот. А динамото произведува директно права струја. Значи е скроз многу различен начин на производство на струја на алтернатор и динамо. Сега динамото е многу поспоро во полнење. Таква била техниката, значи како што се развивала, сега да речеме имаме овде класичен карбуратор, а сегашните коли имаме и директ. Значи скроз многу типови на разлика на обрезгување, моноpoint, full point и директните. Да не ги набројувам сега, само краток опис му кажувам на тие што разбират, да знаат како е развиена оваа техника. Алтернаторот беше ставен најмногу ради плюс додатни работи кои во денешно време ги има колата, озвучување конкретно. Има некое посилно радио со звучници, а додека динамото за во тоа време и опциите кои ги имала колата било доволно, заради тој се точно има светла, бришачи, жмигавци, парно и тоа. Имало радио сигурно, ама со тоа озвучување. Оригиналното радио си стои на колата, меѓутоа е исклучено, не е во функција, дека во фиоката има скриено модерно радио. Овој му е тип сериски број на шасија или? Точно, бројот на шасија таму на плочката, тој е број. Така, имаме и овде можеме ова да го доловиме со камерата. На таа плочка се главните податоци за значи ова е плочка си седи оригиналот. Можеш да уловиш, ова е плочка тука. Таму е бројот на шасија. Интересно е што многу коли кога ќе одат на технички за прв пат се бара број на шасија втиснат. На овие коли нема втиснат број на шасија. Се втиснува накнадно на технички преглед. Тоа се прави, затоа и ова кола го има втиснат во 90-тите години кога се регистрирала по нов начин, бил втиснат бројот на каросерија. Така. Значи овие плочки, ова му е карактеристиката? Таму е бројот што е потребен за идентификација во сообраќајната дозвола. Овде што дава, значи максимално оптоварување? Главните податоци за колата. Празно на возило, маса на празно возило 770 килограми. Максимално оптоварување 650 килограми. Вкупна
Носивост на возилото, 1500, собствено и носивост, 1420 и кг. 20 кг, тоа е. Па не била тешка, јас мислев Не. дека е многу потешка, така дека се гледа многу поробусно возилото. Изгледа долга и широка. Сега ние одиме, ќе ми извиниш малце, одиме, имаме овде во моментот топло водиче, Да, време помија. ставаме овде од тоа сокче што го туривне и да видите Клемите се чисти како нови. клемите се чисти. Обавезно мораме со топла вода, ради што имаме во сокот шеќер. Тој шеќер не може со ладна вода да го разложи и да го прочисти, затоа јас велам со топла вода и веќе имаме идеално чиста клема. Таа оксидација не му дава повеќе да оксидира извесен период, значи месец, два, три. Ќе ги ставиме овие навлаки и нешто ќе поработиме. За тоа и сме тука. Да. Сега ќе видиме нешто околу електрика, ќе запалиме како работи возилото, ќе видаме доздолу подвозје, колку што можеме да го Да средиме некои работи. Јас само можам да речам едни пофални зборои до тие љубемици, тие што се занимаваат, не занимаваат дека можам да речам занимавање, но ова ти е секојдневие, ти одиш на работа сега, Точно така. се враќаш дома и одма мислиш се пресоблекваш во работнички, да врзиш некое жиче, да видиш Баш кај има така, корозија, да. да спречиш некои работи. Јас велам сепак пофални зборои до вашето здружение, да продолжите и колку што може нашата фирма да ви излези во сусрет, за да ви поможам нешто, било што. Така, голема благодарност за досега, што многу коли од здружението имаш работено на нив и си помогнал многу. Исто голема благодарност околу организација на изложбата, што секојаш излегвате во пресред како спонзори. Јас сум да има нешто. И лична случајно. благодарност од мене. Значи, јас Што сум да има нешто дешавање, особено во Битола. Да, редовно. Не само во Битола, извини, значи опширно и во Македонија, Така, да има тоа. здружења, да има соработка и помош. Сега ќе земиме едно светло да провериме од прилика тука околу електричните водови, да видиме дали нешто можеме да помогнеме и ќе провериме. А знам дека и ти поќе од мене се разбираш, можеш да. Значи тука се гледа дека алтернаторот како е прицврстено, обавезно држачите на моторот ги проверуваме, околу волан страна. Сега овде гледам има некоја инсталација ова што е Кога беше купена колата, кога ја купив колата, имаше многу додатни светла на неа, Так. монтирани како халогени по два пара. Сите тие води ги извадов нормално и се прекинати. Сега овде ние нова жица овде како што е, јас ќе поможам нешто, ќе ставам облога наднезе и ќе прицврстим и овие ќе ги изолираме. Нешто да сработиме. Значи ова не е секојдневие. Мора да знаат гледачите што е нормално. Да. Ќе ги провериме и овие црева за бензин, обавезно задолжително. Значи не само за ова возило, значи ние совет даваме секое возило што е на бензин, мислам бензинско и постаро, кај што има бензинска пумпа, знае ова црево што оди кај што има прекинувач, особено кај плин, Од топлина да од топлина и не користење секојдневно на бензин, Бензин, да. се сушат цревата и пукат. Значи овде во овој момент цревата ни се во ред од бензинот, од водата се супер тука. Добро. Значи зедовме бужурчина, изолација. класични Знаеш како? стеги, да. Так, супер. И одиме овде на возилцето. Можеш овие да ги прибериш. Ова е жицата, мене ми боди очи. Да шнирниме 2-3 изолации или можеме ова да осечиме и да ставиме Нов фастон. да. Ќе имаме и тоа.
Сега ќе ми поможиш. Нема да се извалкаш. И да се извалкам, не е страшно. Да гледат малце гледачите дека не е само да ја возиш толку лесно, а е тешко да се одржава. Така, ќе му шнирниме, причина, значи секој електричен вод или жица, така речено, доколку е оставена така без изолатор надворешен, постои опасност да ни направи проблем. Чекај сега малце, да видам. При спој со маса, со каросерија да настани Да, ќе не направи спој. искра или не може да предизвика нешто пострашно. Ова е тука, па со зипчина ќе ја прицврстиме. Супер. Одлично. Мораме тоа да го дотераме и да гледат дека гледачите и ние нешто сработивме. Ова сега ќе ми ја пуштиш малце жицата поваму. Ова како крајно за него. Едно во друго оди, супер. Сега ова ќе го оголиме, а ќе ти дадам изолир. Овде измеѓу кај што е споено, може да го изолираш. Два-три круга, доволно е. Опа. Ова може да придржиш на тој дел таму. Да земам само јас една папуча за клемичето. Сега ќе му наместиме да видат како добра папуча се мести. Се стега ова да нема греење. Значи колку што може подобро прицврстено, нема толку греење. Така. Ова е окей. Сега одиме со алатот да го ставиме тука. Ќе ми придржиш на тој дел тука. И ќе ја пробниме. Ова тубе за што ти е? То тубе е течност за бришачи. А фабрички дали има? Фабрички, ова е додадена работа, со тоа што има моторче за шприцање. На течност. Така, дај ми малите зипчина тие што сте. Така. Фабрички било само со... Дај ми, јас ќе ги отворам. Со пумпица. Како пумпица била механичка? Механичка, да, гумена механичка. Нешто слично како кај Застава 750, ако Така, да. најдобар пример би. Добро, јас сум постар. Да. Јас сум постар, значи тие работи ги памтам. Точно така, како модификација и поефикасно, подобро е да... Сепак сега не мора толку на... Добро, олтајмер има и олтајмер. Точно така. Има олтајмери што се во оригинална состојба како кога излегле. Така. Првенствено, ова возило се спремаше за да биде олтајмер пред се, меѓутоа и да биде за секојдневно возење. Значи, некои работи да бидат како олеснување, што ги имало, па да бидат подобрени во некој начин, како би било олеснето При возењето, да, за употреба, значи сега... Заради тоа што се користеше секојдневно, како секојдневно возило. Еве, значи сега можат гледачите да видат. Ние што направивме, таа жица да не види, така чисто пуштена. Сега имаме многу поубав, по-естетски изгледа и Значи ова сега ќе земам, приметливо. овде ќе направиме, таму ќе изолираме, ова може придржиш. Мораме ова да направиме нешто барем. во текот на емисијата. Да, во текот на емисијата, значи овие се совети кои што можам да ги дадам на гледачите. Значи зошто е тоа така? Значи божурот е една од добрите работи што да не трза директно на маса на елементи, да речеме, како школка ова што е, цела е маса, да речеме, а плюс од жицата кај што оди, а има вибрации, значи кај нас не возиме само по рамен терен, од вибрациите може да се оголи изолацијата, да оди на маси, да не знаеме кај е дефекот. Значи, ако го увидиме на лице место, тогаш е лесно, ама ако не го увидиме, тогаш ќе ми даде отежнување на поправката. Празнење на акумулатор до Точно. сигнална селичка на алтернатор ќе свети. Сега овде има некои исто неколку електрични водови оставено така. Сега јас сакам да поможам сепак, така речено, за ова возило и на Александар.
А прекарал како ти беше? Гагач. Така да, што знаат гледачите, тоа е гагачо. Сите во оваа сфера што се пакетот се Требаше да имаме во оваа емисија и повеќе, ама под оправдани причини не ни дојде. не ни дојде, ќе Поздрав до нив. ќе дојдат во друга прилика сигурно. Штом има собир, обавезно со оваа емисија ќе видите поддржани од моја страна. Сега одиме вод по вод, ќе ги изолираме и ќе ги сместиме. Сега овие жици не се во функција, ама сепак Стрчат. јас велам да ги изолираме една по една. Подобро е да се изолира. Да не направат некој спој. На нив нема струја. Сега ќе ставиме од овој платен изолир. Јас најпоќе го обожавам. Причина е голем изолатор и многу естетски добро изгледа инсталацијата кога ќе биде прицврстена со овој изолир, платнен, така ние го нарекуваме. Сега и нова жичка тука ќе го ставиме. Да не ни падне нешто. Сега. Јас во прошлата емисија снимав околу акумулатор страна. Значи совет, а не дадов за совет. Значи нешто ќе те замолам. Гагач на овој дел да направиш како гумен дел. Причина, значи сегде во европските земји, кај што оди на технички преглед, плусот од акумулаторот мора да биде покриен. Причина, не дај Боже ако работиме со метален дел, доколку плусот го споиме со на шасија, може да ни ги изгори рацете и да дојде до експлозија на акумулаторот. Значи тие некои мали совети. Да, овој тип на акумулатор има своји како плочки кои се монтираат тука. Да. Меѓутоа веројатно поради Имаме- староста и ги се да. Имаме друга прилика, можеме тоа да го сработиме и кај нас. Ќе се покрие, точно да. Значи овие совети не се за навреда, јас како што зборам, значи овие совети може многу да ни послужат во секојдневието за нашите возила. Сега еве го, тие жички беа посебно, значи една со друга не смеат да се доближат. Ги изолиравне посебно, па како во снопи ги фативне. Значи жицата е преведовне во божур, така наречен, пластифициран вод. Сега, Ацик, да го запалиме возилото, да слушнеме како работи. Ќе видам, јас ќе проверам во меѓувреме овде. Значи, како што кажа, ова е на плин возилото. Точно така, има плински уред, добро се монтиран во движи, плинот. Браво. Се движи феноменално. Се си функционира исто како и на бензин. Во секој случај пожелно и на бензин да се Да, да тоа се го користи, знаеме, како што точно. кажавме, ради Браво. цревата и тие работи. Меѓутоа и плинот е одличен за користење. Сај, ќе запалим. Може да стартуваш, јас во меѓувреме ќе земам еден спреј да проверам диктувањето. Дека си работи возилото, ќе проверам на водовите од плинот дали е функционално добро. Дали диктува. Значи ова е моторот. Обичен карбураторски со разводник, значи нема е електронско палење или Не, има платина. платина и кондензатор. Електронско палење. Значи класично палење, Класично палење, со да. кондензатор.
во ред, проверивме водовите со пена, може да видат гледачите, значи задолжителното е проверка, значи ова е специјална пена за проверка на плинските водови, што има пропус, обавезно ќе имаме урчина, Меури. тоа е во ред. Сега да влеземе внатре во возилото да видиме работењето е окей. Можеме да прикажеме можам сега да го изгаснам да така, значи ова е класично возило од 65-та година. Како ретровизор има? Има некои додатни елементи, Браво. ходрот во тоа време беа многу актуелни. Discovery и такви некои. Така, гледам има Работи, многу овде гледавме. сатчинови, се е во функција. Трите сатчиња кои се долу се сатчиња за мерење на температура, волти, струја Така. и притисок на маслото. Тие се ставени додатно како контролни сатчиња, како попрецизни. Така, на Сатови, ова шал табло кои би ја овде, кажале? можеш да ми објасниш што значи, како значи, танк резервар, Шал таблата точно така е. Оригиналните надписи беа исти, јас само малку ги преправив со некој друг фонт, додека истите беа. Танк е резерварот, васер значи и водата, вода. загрејаната во Да. температура. Меѓутоа тој даваш не работи за водата, пошто има попрецизен нов давач ставен. Воланот е, како да речем, aftermarket од eBay порачан. Така. Исто како и ретровизорот среден и како сачињата за радиото е оригинално. Значи и радиото е оригинално. Оригинално На од него, колата. кажи ми, што значи ова М и Л? Мислам дека имаше само средни и долги бранови во тоа време, не сум сигурен, не можам Значи да кажам. нема FM. Не. Не. А ова другото знакче што е како нота, Некоја гласност, никогаш го немам ни приклучено ова радио па да му ги знам функциите. Блаупункт е во секој случај оригинално. Како додатна опрема во тоа време на овој тип на автомобил, додека во фиоката има модерно радио кој Така, го имаме да. скриено ради амбиент. да изгледа нешто така Поинтересно. олтаймерски наречено. Променето има тапацирите се променети. Јас ги изработив комплетно тапацирите предни и задни. Исто така и рачките за отварање на стакла да се Гледам и тие променети. се робусни, алумински. Точно баш така. Тие И се рачно изработувано eBay. или? Не, ги имам купено од Многу eBay добро. интернет, да. Многу добро. Значи со лептирчина, Лептирот е многу добра работа на било која колас, не знам Да. зашто новите ги укина ја, значи сега едно од да речеме по-модерно, ама првото отворено стакло директно ни мава во фаца воздух, а ова редуцираш го одмрзнува или го одмрзнува стаклото во зима моментално. Точно, значи многу работи. На плюс 40 степени е жешко во колата, меѓутоа за отворен пат разговараме кога возиме подолго. Меѓутоа е издржливо жешко, не е пеколно како во другите коли понови без клима, што не му работи климата во многу На многу возила, на многу точно. возила, што не дошле тука. И да дојде За- треба пари. за сервис, Треба да, пари, да. реков јас како прески. Има задни лептири на отварање. И овие се отворат. Да, задни лептири на отварање како додатна вентилација која е многу корисна. Цело време има рециркулација на воздуха. И Така. Ауспухот не многу е добар. жешко. Ауспухот е со два мали лонци, кастом изработка, го изработи Барни, Дејан. Да речем, многу добро изработен, со квалитетни работи, то таму е полиран прохром. Бандашите, овие алуминските ферми? Бандашите се ATS куп тип на бандаши, релативно ретки бандаши, 15 инчи, меѓутоа 8 цола ширина. 8 цола. 15 по 8. Подпирање назад, гледам дека има на платна. Платности феде. Така, точно назад така. има добоши или дискови, Довоши е назад. Довоши? назад е со довоши, а да. напред има дискови. Има фабрички дискови, да. Така. Со клешни со две клучиња. Сега малце јас да поработам. Ќе влезам долу под возилото, ќе те замолам да вртиш лево и десно,
да видиме ако најдам некоја аномалија, за да може да се поправи. Сега ќе влезам долу, ќе влезеш натре во возилото, првин ќе проверим околу волан, страна. Ајде можеш да вртиш лево, десно, така со отсек. Така. Одлично. 1, 2, 3, 4, 5, 6 јабучици има. Значи нема летва, горе има Помошен вол. амортизери. Да. Сега овде да видиме. Значи овде сајлата допиране на место, ќе ја прицврстиме. Сега може да ми поможиш да ми дајдеш од тие крцкалки што се пластични, Добро, да ги прицврстиме овде. Од тие долгите, од долгите. да. Амортизерчина назад за пофал има кони. Амортизери има колни со подесување на тврдината. Типот на амортизери е колни специјал D. Баш се случаат за вакви возила за олдтаймери. Оригинално тие се користат за Opel Kadett C. Так. Меѓутоа иста димензија се скроз како за рекорд Б и рекорд А. Веројатно и за рекорд С, по новиот модел од овој. Ги зеде од зипчината да ми поддеш од оваа страна тука. Повели? Ете, така сега ќе му барем и од ова од корист да видиме. Исто така напред има Aibach федери, да речем кои се поскапи, потврди федери, меѓутоа многу ја подобруваат возните карактеристики. Така. Ова веќе го направивме. Значи сајлите веќе не допираат на тркалото, Да. да произведуваат чудни звуци. Океј. Сега една молба до тебе и од камерманот и од мене да го запалиме возилото, да направиме едно крупче. Круг. Ацик, значи сега ќе стартуваме возилото и ќе направиме едно крупче. Ќе не почасти со едно така да речеме со старовремско количе, не старите како е старовремско количе. Да. Не е старовремско количе, значи ова свакати час како си го одржувал возилото. Сепак уште еднаш ќе повторам ја, за вакво возило да одржаваш треба љубов пред се, пари и време. И време, точно така. Сега со таа љубов ќе не повозиш ти нас, Готово. со камерманот исто така. Ќе те замолам стартови го возилото за да го извадиме од гаража и да свртиме едно крупче. Светла. Филинго е одличен за возење. Значи комоција има перфектна. Значи вака уживаш во возењето кој ќе Точно така. Амортизацијата е така изведена. Обично овие коли се многу меки, многу удобни за возење. Така. Јас малку ја модифицирав за нијанса потврда. Тој е веќе личен вкус. Малку е потврда и позабавна за возење, да кажем. Не плива народски кажано. Меѓутоа има добар одзив на гаста. Тоа е тоа. за овие години вака да се движи возило, Се уште е ладна, се мислам уште дека е за поздравување. Меѓутоа е окей. Може да се вози во секојдневен сообраќај без проблем, има сите работи кои треба да ги има. Не дека е кола за спортско возење, меѓутоа покривини е поинтересно со крути амортизери. Так, друго што сакав да ве прашам, работи. Александар, вака претежно на технички преглед како е носите?
Технички преглед на овие коли се уште се врши редовно. Регистрацијата е се на ист начин како за понова кола. Во секој случај повеќе внимание се обрнува повеќе внимание, Така. чисто заради нормално староста на колата, самите делови на неа нормално кои не се променливи, се Гледам дека се стари. грижиш многу повеќе за разлика од другата кола што ја имаш, нормално, значи да е сепак Тоа е кола за секојдневно возење, да. Ова бара многу повеќе, не многу, меѓутоа бара повеќе внимание, гледам некој- сачината, сите функционират. се функционира. Овие сачиња се амерички стандард, значи температурата е во Фаренхајти, притисокот на маслото е во PSI, меѓутоа се свикнуваш многу брзо на тие работи. Температура да функционира како што треба. Да. Се уште е ладна кола, треба да загреј. Притисокот на масло е во ред, Во секој момент имаш увид. точно така. Имавме ние чест, значи исто и јас и камерманот. Фала ти многу. Значи малце ми, како да ти кажам, почнуваш веќе љубов да ми ствара спрема овие возила. Значи не секој дневно така отежнато, грубо, ама сепак симпатично, јас ти речам, од причина што серволова, нема, отежнато е значи, Кочење, кочењето, точно, да. менмањето, ама е сепак она долувањето Пријатно, на пријатно возењето. И затоа јас велам, кога ќе сретниме вакви возила во сообраќај, треба малце да одиме со респект и почитување од причина што не може такви маневри да изврши ова возило како што е поновите. Не да не може буквално воопшто, тоа ако не може нема да се движи и да види во сообраќај, ама сепак јас ќе речам да малце бидиме пострпливи доколку има маневар за вртење, доколку почнува да стартува дека тоа возило мора да го штеди, ако прави стартој тој ти изгориш и менјач, куплук и да. мотор. Значи сакам да ми појасниш олтајмер, од кое годиште е границата да влезе едно возило во олтајмер? Европската асоциација на олтајмери, FIVA, Така? 35 години старост На едно возило веќе влегува во олтајмер. влегува во олтајмер. Меѓутоа, има повеќе класификации за нив. Тие се веќе малку комплексни, имаат предвоено доба, послевоено доба, 60-ти, 70-ти, класификација Young Timer, тие се веќе некој период од 80-ти наваму и така. Тоа е веќе малку по-комплексно. Во нашиот клуб генерално ние сме како автоклуб. Може да дојде секој што е постар од 35-30 години. Така, значи не можете Не вие е некоја ко- граница да му зададите. Сега Не е- 30 години да има, не е прецизирана може да се границата. уклучи во вашиот клуб, да се зачне. Може и нешто ретко поново, од типот на, како да кажам, Lancia Delta Integral или Audi Quattro 4 или такви некои легендарни Така. понови класици, ќе ги наречам класици, сепак се стари возила и тие. Јас сепак вака почнува некоја посвест да ми работи. Тој- Сепак кога тој е ќе се целта, дружиш, тој е целта, да, кога да. ќе се дружиш со некој што има веќе олтајмер возило и сепак, знаеш како во самата глава внатре си правиш некој филм, кој тип на возило, како би било тоа, јас реков претходно на почетокот на емисијата, многу луѓе за жал почнале, ама не завршиле, значи тоа не е за укривување, Да, во секој случај. тоа е пред се љубов имал, ама финансиите не биле такви какви што се. Најбитно сликата што кога почнуваш да има сликата како ќе изгледа кога ќе завршиш и сето тоа да биде во оквир на финансиите и на можностите сопствени на тој што почнува. Да, точно, точно. Ако веќе планира сам да Ја сепак превзема затоа некој- сакам и да изразам едно како
од мене на почит спрема аутоимерите, без разлика од кој тип на возило, марка, било што да треба, штрафче, стега, јас сакам да излезам во сустрет, да поможам, да направам и тоа да не биде наплатено на како што треба, како што викат луѓето, знаеш, како од 5 денари да дојде до 5000 денари. Така, благодарност и до вас голема, до Плинмонт, до тебе менде, за прво за поканата во емисијата и уште една благодарност за поддршката која ни ја даваш во текот на сите овие години. Јас сум Во пресреќен, област на- пред се, пресреќен, дагач, од причина што немаме ваква можност да видиме. Значи не е било како да речеме да основаме едно друштво, пред се све во поголем број. Значи сакам да речам, треба апел не само према мене и према другите механичари. Значи колку што можеме да ви пружиме некои услови од причина дали можеме алат да ви дадиме, да ви поможеме, некоја комбинација на некој дел за да бидат во функција овие возила. И велам пред се со почит да ве гледаме и ми е голема чест што имаме вакво здружение во Битола. Значи јас имам гледано на телевизија, ама не во Битола и ми е чест затоа да ги негуваме овие возила. Уште еднаш голема благодарност Благодарност до вашето здружение. и до вас. И ќе ве замолам што имате некој собир, обавезно да ми известите за да присуствуваме на тој собир, за да се дружиме и да споделуваме наши мислења и знаеш како сугестии, совети пред се за вакви возила. Кој да сака да се занимава со ова работа или сака да се зачлени во клубот, не е причина, значи не е само да има стара кола. Ентузијасти добро да ни сте во секое време. Ќе му покажиме, ќе му презентираме, ќе го подучиме колку што колку што имаме можност. Во секое време имаме веб страна www.retrofreaks.mk. Може да ја последат веб страната, на Facebook имаме Retrofreaks, Old School Retrofreaks Facebook страна, повеќето ја знаат и расширене, да речем, низ цела Македонија. Низ Facebook, нека не побара нас било кој и ќе го приме во клубот без проблем, значи не е Поентата значи само да има стара кола и да така. Во фаза сме на сакаме да организираме некоја врста на работилница за ученици кои сакаат да се внесат во оваа работа или не мора да како хоби, кои сакаат да им биде. Добро хоби е, многу учи за работите без разлика на староста, точно. учи на педантност, на чување, на одржување на стари работи. Такви деца нас ни требат од причина што утре други ден да имаш едно мала поправка ситница, значи да дојди да реставрираш возило, да ти поможи, да прицврсти, да оштрафи. Сите ќе имаат кој сака да се насочи према тоа, уште не ни е тоа дефинирано комплетно, ама за брзо време Јас сум за да го остварите тоа нешто чисто и да има и да има повеќе деца во тоа. Значи и од овој карактер оваа емисија, значи сакам пред се гледачите да ја гледат емисијата и да купат нешто, да Точно, купат така, да видат околу одржување и како треба да се како начин на возење на возило. Не се пред се, значи некои механичари ќе ни се налутат, оти го кажуваш ова, не, јас не го кажувам, јас не го измислив, тоа е измислено, само како треба тековно да го држуваме возилото. Се што е во корис на сигурност и на подобрување на било кој механички или било какви работи на колата е добро и сите да го знаат, нема зашто да. Така. Значи толку од времето наше. Благодарам за гледаноста. Се гледаме во друга емисија.